Секој човек има свој сопствен идентитет. Треба да се стремиме да го сочуваме својот идентитет, да бидеме свој на своето. Токму затоа, ова утро разговараме со Радмила Костова Мила, која што е ментор за животна трансформација. Мила, добро утро. Добро утро. Благодарам што утринава сте заедно со нас, со нашата публика. Ке зборуваме за нешто што е многу важно за секој човек, за секоја личност, а тоа е како да го зачуваме, да го сочуваме својот сопствен идентитет, како да останеме своји, да не бидеме ничија копија. Така. Значи, најпрвен би кажала дека што значи сопствениот идентитет. Сопствениот идентитет значи кога си свој на своето, кога знаеш што сакаш, кога знаеш каде сакаш и како сакаш. Многу често, кога ќе не прашаат кој си, кога треба да се представиме, ние се представуваме, па јас сум дипломиран економист, јас работам во телевизија, јас сум мајка, јас сум сопруга, меѓутоа кога ќе ги симнеме сите тие маски, кои сме ние вистински. И кога сме на својот идентитет, нашата самодоверба е на највисоко ниво. Зошто? Зашто ние точно знаеме што сакаме, кога сакаме и како сакаме. И тогаш влијанието на она што ќе кажат другите не може толку да биде големо, токму заради тоа што ти точно знаеш кој си. Како се постигнува тоа? Со различни методи и техники, со работење на самодовербата, со учење како да поставаш здрави граници, како да препознаваш ликови кои што знаеш дека може да те дестабилизираат. Така да сите тие се начини, методи кои што се учат, а кога човек е на својот идентитет, тогаш од него се ослободува неверојатна моќ и доаѓа до израз неговиот полн потенцијал. Може ли вака во неколку чекори накусо како да работиме на својата самодоверба, бидејќи таа е многу важна, како што спомнавте, за да си го заштитиме својот сопствен идентитет како личност. Самодовербата како самодоверба е голем поен, затоа што многу често луѓето може да имаат самодоверба на работното место, да му се спротистават на шефот или да напредуваат на работа, меѓутоа да немаат самодоверба во партнерските односи. Значи, самодовербата не значи дека јас се можам, а и многу често има еден мит за самодовербата, дека самоуверените луѓе не чувствуваат страв. Баш напротив, самоуверените луѓе и тие чувствуваат страв и трема, меѓутоа не дозволуваат тие емоции и тоа чувство да биде појако од желбата да се појават или да направат нешто. Како и јас за ова интервју, на почетокот може би чувствував мала трема, меѓутоа не реков нема да дојдам, него баш напротив си реков да, ќе дојдам и покрај тоа што чувствував мала трема. Така да тоа е еден вид на самодоверба и самодовербата се постигнува преку техники, преку методи и преку давање на докази. Не самодовербата дека ние се раѓаме со самодоверба, таа се стекнува преку акциите кои што ги правиме секојдневно. Да го научиме нашиот мозок дека може, да му дадеме доказ дека нешто направил, со конкретни чекори, со преземање на конкретни акции, особено кога ни е страв нешто да направиме. И кога ние тоа ќе го направиме, си кажеме, аха, значи можам ја. И на тој начин му праќаме докази на нашиот мозок дека можеме. Благодарам многу. Благодарам и на вас.